Гледачи, добро вечер од Медисон Сквер Гарден арената. Ја видовте панорамата на прекрасниот Њу Јорк и на Медисон Сквер Гарден арената, логото на годинашниот 48-ми All-Star викенд. Значи, очекуваме еднаш да ги кажа. Еве го сега и официјалното представување, нема потреба од мој коментар, ова е се така интересно и спектакуларно, само говори за себе, да погледнеме до крај. Ке ми простите, сепак не ме држи место, мора да зборувам и да го коментирам ова. Значи го видовме тренерот на западната конференција Џорџ Хол, ова е негов трети настап. Учествуваше 94-та, 96-та и 98-та. На плеймейкерската позиција од Лос Анџелес Лейкерс Ник Ван Ексел, ова е негов прв All-Star настап во неговата пета NBA сезона. Еден од ретките капитанти кој што веднаш бил избран за учество на All-Star, главниот All-Star надпревар Тим Данкан од Сан Антонио, прва NBA сезона, прв All-Star меч. Еди Джонс од Лос Анџелес Лейкерс, втор All-Star меч во неговата четврта NBA сезона. This point guard is averaging over 9 assists per game this season. From the Phoenix Suns, Jason Kidd. Джейсон Кид во својата четврта NBA сезона по втор пат се појавува на NBA All-Star надпреварот. Making his first All-Star appearance from the Seattle Supersonics, Vin Baker. Вин Бейкер од Сиетл Суперсоникс, четврта година поред е All-Star, а 5 сезони учествува во NBA лига. Мич Ричмонд е еден од ветераните овде на теренот во Медисон Сквер Гарден. 10-та NBA сезона, 6-ти All-Star меч. Адмиралот Дейвид Робинсон 8 пат настапува на All-Star надпреварите, ова е негова 9-та NBA сезона. Одиме со стартната петорка. Кевин Гарнет од Минесота Тимбервулвс, втор All-Star меч во неговата трета NBA сезона. At forward, last season's MVP from the Utah Jazz, Karl Malone. И поштарот The Mailman Карл Мелоун од Юта Джез во својот 11-ти All-Star надпревар. He's been an All-Star team selection in each of his 6 seasons. At center from the Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal. Шекил Онил ги предводи оние кои што настапувале на секој All-Star меч од нивното влегување во лигата, значи 6-ти All-Star во 6-та NBA сезона за центарот на Лос Анџелес Лейкерс. From the Seattle Supersonics, Gary Payton. Гери Пейтон, според прогнозите овде, исто така може да биде кандидат за MVP трофејот, затоа што, како што самиот изјави, силно го посакува. За Гери Пейтон, 5-ти All-Star во неговата 8-ма NBA сезона. И како последен, сензационалниот Коби Брајант, кој што привлекува, би рекол, исто такво внимание овде во Њу Јорк, како што привлекува и Мајкл Џордан. Ladies and gentlemen, the 1998 Western Conference All-Star. Значи тоа се All-Star играчите од западната конференција. And now, here are your Eastern Conference All-Stars. Нормално, повеќе овации за Источната конференција. Ова се помошниците на главниот тренер на Источната конференција, легендарниот Лери Бирд. Прва NBA сезона како главен тренер и негов прв All-Star настап
како предводник на источната конференција. Интересно, своето место како тренер на Истокот го избори со победата над Бостон на 18 јануари. And now the players from the New York St. John's University, and the first-time All-Star from the New Jersey Nets, Jason Williams. Джейсон Вилијамс од Нью Джерси Нетс е првиот што го представуваме. Ова е негов прв All-Star меч во неговата 8-ма NBA сезона. He's leading the Hawks in scoring for the second year in a row from the Atlanta Hawks, Steve Smith. Стив Смит од Атланта Хокс. Негов прв All-Star надпревар 7-ма NBA сезона, втора година поред е најдобар стрелец на тимот од Атланта. Летечкиот холанѓанец Рик Смит ќе игра на центарската позиција, 10-та NBA сезона. Ентоан Вокер од Бостон Селтикс, втора NBA сезона, прв All-Star меч годинава. Неговата игра, односно бројките говорат се за неговата игра. Просек од 22 поена и 10 скокови по надпревар. Глен Рајс од Шарлот Хорнетс по четврти пат настапува на All-Star надпреварите. Ова е негова 9-та NBA сезона. He's one of the league leaders in assists, steals, and three-pointers. It is his All-Star appearance from the Miami Heat, Tim Hardaway. Тим Хардавеј е единствениот од Мајами Хит, четврта All-Star средба за него. Во неговата 9-та NBA сезона годинава нема да го гледаме Алонзо Морнинг во тандем со Хардавеј. Реджи Милер нормално со негодување е дочекан овде, многу пати им ги зацрни надежите и животите на кошаркарите на Нью Йорк Никс, токму во Медисон Сквер Гарден. За Реджи Милер ова е четврти All-Star, 11-та NBA сезон. И за прв пат во тимот на источната конференција ни доаѓа Шон Кемп, шести All-Star во неговата 9-та NBA сезон. This quarter leads his team in scoring, assists, and steals. From the Detroit Pistons, Grant Hill. Грент Хил, една од најголемите NBA звезди. Погледнете само како е дочекан не само овде, туку ни сите арени во NBA лигата. Голема звезда Грент Хил, четврти All-Star во неговата четврта NBA сезон. Дикембе Мутомбо сезонава ќе биде стартниот центар за источната конференција. За Дикембе Мутомбо пети All-Star надпревар во 7 NBA сезони. From the Orlando Magic, Anthony Penny Hardaway. Настапот на Енферни Пени Хардавеј долго време беше неизвестен поради тешката повреда на коленото, меѓутоа Пени вечерва ќе го гледаме во Медисон Сквер Гарден по четврти пат на All-Star надпреварот. И слушнете и погледнете. Медисон Сквер Гарден на нозе. Се најавува најголемиот меѓу најголемите, кошаркарскиот крал Мајкл Џордан. Сети All-Star за Мајкл Џордан во неговата 13-та NBA сезона. И тоа е тимот на источната конференција. Хардавеј, Кемп, Смит, Вокер, Тим Хардавеј, Џордан, Милер, Хил, Рајс, Смит, Мутомбо. Овие петмина беа избрани со гласовите на NBA фановите низ целиот свет. Се гласаше во Макдоналдс рестораните, но и преку интернет. Значи, ова е според вкусовите на навивачите најдобрата петорка на западната конференција. А на истокот стартната петорка ја сочинуваат Мајкл Џордан, Енферни Пени Хардавеј, Грент Хил, Дикембе Мутомбо и Шон Кемп. Инаку за стартната петорка во источната конференција на центарската позиција беше избран Петрик Јуинг, меѓутоа знаете, Јуинг има скршеница на раката, нема да настапи вечерва и неговото место го зазеде Дикембе Мутомбо. Мајкл Џордан, најголемата звезда нормално и на оваа средба и секаде пред почетокот на надпреварот и вчера се жалеше дека не ќе може
Инаку Лери Бърд е втор тренер на Индијана што водел еден All-Star тим по Брајан Хил. Еве ги водечките по бројот на гласови, гледате единствено, очигледно и расположен за да игра. Ќе видиме уште од самиот почеток дали ќе се остварат оние најави дека Майкл Џордан, доколку ова му е последен All-Star меч, ќе оди по MVP трофејот и ќе ги брка оние 41 поен кои што му недостигаат за да стане најдобар стрелец во историјата на NBA All-Star над преварите. Покрај Майкл Џордан, нормално во центарот на вниманието и најмладиот играч во историјата на NBA All-Star средбите, Коби Брајант. Да видиме само кој ќе скока за топката, Дикембе Мутомбо и Шекил Онил. Нормално играчите настапуваат во своите дресови, дресовите на своите клубови. Ова одлагање, секако знаете, е поради рекламите кои што одат на американските телевизии и еве го стартот на 48-миот All-Star надпревар. Майкл Џордан во првиот напад за источната конференција, Пени Хардавеј. Џордан. Крај него Кевин Гарнет, Џордан од тешка позиција, еве ги првите поени на средбата. Майкл Џордан е изворедно атрактивно преку многу повисокиот Кевин Гарнет, 2:0 за тимот на Истокот. Гери Пейтон го води првиот напад на западната конференција. Да видиме сега дали овој напад ќе оди токму преку Коби Брајант. Самиот надпревар беше најавуван и како дуел меѓу сегашната најголема звезда и онаа што доаѓа, Майкл Џордан и Коби Брајант. Првите поени ги постигна Шекил Онил и 2:2. Грент Хил е со топката. Убав влез, да видиме, има кош тука во обид да ја дофати оваа топка, да помогне беше и Шон Кемп. Нема потреба, први поени на Хил, 4:2, водство на источната конференција. Коби Брајант многу непрецизен, Шекил обид да се проигра под кошот Кевин Гарнет, неуспешен и чива е оваа топка за тимот на Истокот. Уште еднаш да ги видиме поените на Майкл Џордан. Прекрасно движење, координација, погледнете со каква леснотија, со каква мекост ја испрли таа топка. Сега Пени Хардавеј. Дали беше ова тројка? Пени Хардавеј, 4-кратниот All-Star. Шест према 2 е резултатот. Пейтон. Блок постави Карл Мелоун. Пейтон атрактивно, меѓутоа не беше баш во позиција Коби Брајант од прва да шутира. Во секој случај и ова во NBA асистенција, ова додавање на Гери Пейтон без оглед на тоа што Коби Брајант дури ја тапна топката пред да упати ударна. Грент Хил уште еднаш атрактивно. Грент Хил со астрономска брзина израсна во голема NBA звезда со самото влегување во лигата, а причината е неверојатниот талент и скромното, дури би рекол понизно однесување на Грент Хил. Кемп преку Карл Мелоун. Ова треба да биде убав, интересен дуел. Во својот прв обид Шон Кемп непрецизен. Пейтон, Шекил Онил. Еден од само 11 минати играчи во историјата на NBA што во секоја сезона од својата кариера имал просек од преку 20 поени и 10 скокови по надпревар. Шекил Онил. Во дуел со години веќе наред најдобриот дефансивец во NBA лигата, два пати и официјално прогласен, Дикембе Мутомбо. Хардавеј, право во рацете на Карл Мелоун, не успеа и да пресече и да видиме сега обид за Цепелин. Не стигна оваа топка до Кевин Гарнет, атрактивно, да видиме Коби Брајант продолжува нападот на западниот тим. Пейтон, нема тројка, Кемп. И сега Џордан. Хардавеј, Хил. Хардавеј уште еден обид и уште еднаш прецизен за Хардавеј. Ова е четврти поен. Онил и уште еднаш прецизен преку
Дикембе Мутомбо нормално ја искористи својата сила да го одбутне малку од себе за да најде пат до кошот. Хил. Да видиме сега дали ќе врати Дикембе Мутомбо. Има разработен хорок удар. Овој пат Шек не му дозволи. Малку му попречи прикревањето на шутот и доволно за да промаши Дикембе Мутомбо. Да видиме уште еднаш додавањето на Пейтон до Коби Брајант. Реков веќе без оглед на тоа што ја водеше топката пред да упати удар, ова важи за асистенција на Гери Пейтон. И уште еднаш поените на Шекил Онил. Сега беше прецизен и од линијата за слободни фрлања. Тоа ретко му се случува. Со просек од помалку од 50% шутира од оваа позиција. И нормално тука е на 50%, во вториот обид непрецизен. Резултатот 10:9, води тимот на истокот. Джордан ги постигна првите поени, еве го во дуел со Коби Брајант. Джордан нема кош. Мелоун. Коби Брајант ја прифати оваа топка, Гарнет атрактивно. И нема кош, штета, ова ќе беше можеби и најубавиот поен до сега. Джордан, одлично додавање. И не успеа Кем да поентира, сепак има лична грешка. Шон Кем до овој момент без поени. Еве можноста да се запише на листата на стрелците. Шон Кемп, реков веќе, за прв пат во тимот на Источната конференција во досегашните 6 настапи на All-Star над преварите играше за Западната конференција и нормално беше во дресот на Seattle Supersonics. Уште еднаш го гледаме обидот на Коби Брајант, изворедно атрактивен кошаркар. Кем на два пати прецизен и 12:9. Го гледаме Коби Брајант. Коби Брајант е најмладиот учесник, реков веќе, на NBA All-Star над преварите, 19 години и 5 месеци има. Една година е помлад од Меджик Џонсон, кој што досега беше најмладиот учесник на All-Star над преварите со 20 години и 5 месеци. Пейтон. Пейтон 2-2 игра со Шекил Онил. Удвоен за момент Шекил Онил и еве сега игра 1-1 против Дикембе Мутомбо. Можеше и да настрада Мутомбо во овој судир со Шекил Онил, меѓутоа досудена му е лична грешка на високиот заирец, односно конгоанец. Топка од страна. Ги гледаме тимовите кои што по 4 пати, односно давале по 4 кошаркари на еден ист All-Star надпревар. Оваа бројка од 4 кошаркари од еден ист тим до сега беше рекорд, меѓутоа рекорд кој што го собори годинава Лос Анџелес Лейкерс, кој што овде партиципира со 5 кошаркари. Еди Џонс, Ник Ван Ексел, Коби Брајант и Шекил Онил. Останува во напад тимот на Источната конференција. Кевин Гарнет беше надвор од теренот и еве го првиот тайм-аут на надпреварот. Ливачите туку беше повикан од страна на тренерите. Го гледаме и Доналд Трамп, многу познати личности, актери, тука и Меджик Џонсон и нормално Джек Николсон. Мохамед Али. Слушате веднаш овации за него. Надпреварот продолжува. Джордан. Уште еднаш непрецизен. Коби Брајант е сам напред и ова ќе биде атракција. Коби Брајант, фантастични поени. Со шрауба, прекрасно забивање. Резултатот е 14:11, 3 поени предност за тимот на Истокот. Уште еднаш позабавена снимка. 360 степени свртување. Коби Брајант, интересно, заедно со Ден Мајерли и Џон Хабличек се единствените тројца играчи во историјата
на All Star што се појавиле како стартери на овој надпревар, а во своите клубови не биле меѓу првите 5 што го започнуваат надпреварот, односно не биле во стартната петорка на сопствениот клуб. Инаку Коби Брајант еве веќе на половина од сезоната важи како најголем кандидат за освојување на титулата најдобар шести играч во NBA за оваа сезона. Хардавеј на влез не успеа да ја дофрли топката до кошот, меѓутоа Дикембе Мутомбо со офанзивен скок и 16-ти кош за источниот тим. Брајант не успеа овој пат да погоди, убав дриблинг имаше претходно. Кем преку Мелоун. Брајант ја прифати топката, да видиме ситуација 3-1 и Коби Брајант уште еднаш атракција. Фантастично, одлично дофрлена топка, несебично дофрлена топка на Кевин Гарнет до Коби Брајант. Двајца од најталентираните кошаркари во NBA лигата и воопшто на планетава, ако сакате. Хил е прецизен, очигледно од самиот почеток расположен за игра за Грент Хил. Ова е шести поен. Гери Пейтон против Пени Хардавеј. Убав обид да се проигра Шекил Онил, меѓутоа очигледно дека не играат за ист тим, не се разбраа најдобро. Грешка на Майкл Џордан. Одлично додавање, да видиме. Шекил има проблеми, повторно Шекил и направена е лична грешка врз него. Двајца кошаркари, Дикембе Мутомбо и, ако не се лажам, Шон Кемп беа до него. Погледнете го уште еднаш ова забивање на Коби Брајант. Едноставно лета низ воздухот. И уште еднаш од трет агол. Фантастично. Продолжува нападот на западниот тим. Пейтон е со топката, резултатот 18-13 за источната конференција. Пейтон. Грент Хил успеа да пресече, сега Кемп, да видиме, 2-на-2 ситуација, го има Хил. Малце задоцнето додавање би рекол и Майкл Џордан. Изворено, атрактивно. Враќа заедно од забивањата на Коби Брајант на спротивната страна. 20-13 е резултатот. 4,5 минути до крајот на првата четвртина. Шекил Онил. Реко веќе, Шекил Онил, шеста NBA сезона, шести All-Star надпревар и покрај тоа што лани не настапи, изборот во All-Star надпреварот му се брои, така што Шекил Онил веќе има 6 All-Star настапи. Уште еднаш да видиме Майкл Џордан. Перфектен тајминг на скокот и немаше тука проблеми да ја забие топката во обрачот. Првата замена ја видовте. Джейсон Вилијамс влезе во игра на местото на Шон Кемп. Џордан против Брајант. Џордан од тешка позиција, меѓутоа за Џордан нема тешка позиција. Прекрасна парабола, дури беше и зад таблата, меѓутоа 100% прецизен. 22-15, повторно 7 поени предност за Истокот. Брајант бие за тројка, нема кош, скок на Дикембе Мутомбо. Уште еднаш Майкл Џордан, игра 1-1, Џордан со скок на назад, поените ќе важат и лична грешка. Може да се забележи и сето ова се случуваше токму пред мене во линија на мојот поглед, би рекол, можеше веднаш да се забележи оган во очите на Коби Брајант, едноставно сака да одигра добро против Майкл Џордан. Ова ќе биде уште еднаш, да кажам, многу интересен дуел, доколку Майкл Џордан има сила да го одигра над преварот, односно да има голема минутажа на оваа средба. Џордан 8 поени и дополнително слободно фрлање. Девети кош на Майкл Џордан, 25 за источната конференција и 10 поени предност
за неговиот тим, неговата конференција. Забележувате, Дейвид Робинсон е во игра, исто како и Вим Бейкер во тимот на Западот. Пейтон бие, нема тројка. Мутомбо ја прифати оваа топка пред Грент Хил, нешто како полуконтра. Хил до Джордан, повторно обид на Майкл Джордан. Мутомбо се обиде со офанзивен скок, украдена топка и сега заглави покрај високо испружениот Дейвид Робинсон. Пейтон до Коби Брајан со левата рака не успеа да погоди и на крајот Бейкер, Мутомбо. За Мутомбо ова е пети скок веќе, Хил не успеа. Пейтон, Еди Джонс има добра рака, овој пат непрецизен. Пейтон краде од рацете на Джейсон Вилијамс. Брајан, навлез, Брајан, фаулиране, се обиде во Джордановски стил, би рекол, да поентира. И доаѓаме до вториот тайм-аут во првата четвртина на 2 минути и 44 секунди до крајот. Од неговиот досегашен настав на Коби Брајан. И уште еднаш најава на она што го кажав, Коби Брајант, најмладиот учесник на All-Star надпревар со 20 години и 5 месеци имавме официјална информација, а според овој телоп што го видовме 20 години и односно 19 години и 2 месеца. Коби Брајант на линијата за слободни фрлања, два пати прецизен. Резултатот 25-17. 8 поени предност за Истокот. Од самиот почеток, од оние први поени на Майкл Джордан. Источната конференција постојано во водство. Сега играта е повторно задржана, има проблеми со часовникот кој што означува колку време има до крајот на нападот. Го видовте Меджик Џонсон постојано расположен, насмеан, а се подготвува замена, и тоа двојна во источната конференција. Во игра треба да влезат Реджи Милер и Глен Рајс. Интересен потек на Лери Бирд, двајца безпрекорни шутери одеднаш во игра. Едниот Реджи Милер нормално на својата природна позиција на двојка, бек шутер, а Глен Рајс ќе игра на тројка. Джордан. Смит има одлична рака, еден изворедно висок процент на уфрлени обиди. И Рик Смит се навистина тешко да се чува со прецизен шут со таа своја височина од 224 сантиметри. Бейкер кусо. Од самото влегување, Вин Бейкер има проблеми со Джейсон Вилијамс, тешко се снаоѓа против него. И сега Джордан. Нов дуел со Коби Брајант. Повторно игра 1 на 1 и на крајот топка за Истокот, велат судиите. Не сум убеден дека е токму така. И сега замена и на спротивната страна. Мич Ричмонд влегува во игра на местото на Коби Брајант. Еве го Реджи Милер до Тим Хардавеј. Петорките целосно испретурани, ги нема веќе стартерите во игра. Джейсон Вилијамс со офанзивен скок. Во моментов е втор најдобар скокач во NBA лигата за Денис Родман. Еве тројка на Тим Хардавеј. Небесен скок, прекрасно изведен скок шут и тројка за Тим Хардавеј, 30-17. Високи, убедливи 13 поени предност за тимот на Источната конференција. Ричмонд. И тој е еден од најдобрите шутери во NBA со години веќе наред. Неговиот хендикеп кој што се повеќе се чувствува во неговата игра е тимот на Сакраменто Кингс, кој никако не може да се најде меѓу учесниците на плей-офот. Мич Ричмонд бараше и трампа неколку пати поред, не дојде до неа. Мич Ричмонд и натаму во Сакраменто, а на теренот атракција на двете страни. Хардавеј овој пат не успеа, по 2 тројки поред. А забележавте и Дейвид Робинсон дојде до своите први поени на изворедно атрактивен начин. Джейсон Кид влегува во игра.
Имавме можност да разговараме со него на прес конференцијата. Джейсон Кид е изворедно среќен, расположен што најде место во All-Star надпреварот. Инаку е изворедно ценет како меѓу новинарите и навивачите, така и меѓу сите овие учесници на All-Star викендот овде. Инаку Джейсон Кид е единствениот од тимот на Феникс Санс на овој All-Star меч. Хардавеј убаво до Рик Смитс, овој пат непрецизен, и Робинсон овој пат не му дозволи на Джейсон Вилијамс да оствари офанзивен скок. Кид, Ричмонд, тројка на Мич Ричмонд. Се забрза некако играта, многу повеќе шутеви и многу повеќе поени, би рекол. 33-25 резултатот. Се играат последните 10 секунди од првата четвртина. Тим Хардавеј против Джейсон Кид. Не успеа да погоди, да видиме. Има уште малку време. Джонс пресилно и завршуваат првите 12 минути од 48-миот All-Star надпревар. Тимот на Источната конференција има предност од 8 поени, резултатот е 33-25. Тенци 6 повеќе од тимот на Истокот. Уште еден обид за атрактивно додавање кон Вин Бейкер. Овој пат таа топка ја уфрли Джейсон Кид непрецизно и сега Тим Хардавеј. Рајс против Мич Ричмонд. Рајс е повисок и го искористи умешно тоа. Се доближи до кошот, нормално дојде на помош тамо Робинсон, меѓутоа задосни. Бейкер против Джейсон Вилијамс. Бейкер упорен да постигне кош. Вин Бейкер да дојде до своите први поени, не успеа од поле и еве сега можност од линијата за слободни фрлања да поентира. Ова беше негов втор обид од поле, втор пат непрецизен. Вин Бейкер. Ги видовме бројките што говорат за неговиот учинок сезонава во дресот на Сиетл Суперсоникс. За прв пат за Сиетл и во западната конференција Вин Бейкер, кој што беше доведен во Сиетл, знаете, по она голема трампа што го одведе Шон Кемп во Кливленд, а Тајрел Брендон во Милвоки. Смитс. Реджи Милер. Немаше тука лична грешка, проблеми за Реджи Милер. И сега надвор до Тим Хардавеј. Убаво додадена топка и на Смитс воопшто не му беше тешко, само ги испружи рацете и ја дофрли оваа топка до обрачот. Еди Джонс. Агресивно во одбраната Реджи Милер. Джонс не успева да погоди. Вин Бейкер. Два офанзивни скока, нема поени, меѓутоа остануваат кошаркарите од западот во напад. 37-29 резултатот, 8 поени предност за Источната конференција. Робинсон не успеа да мине, да пројде покрај Рик Смитс. Загубена топка на Дейвид Робинсон. Хардавеј очигледно расположен за игра. Имаше две тројки поред. Милер насила, фаулиран од Джейсон Кид, престрога одлука на судиите. Во секој случај ќе има две слободни фрлања за Реджи Милер. Тројца од Индијана Пейсерс, вклучувајќи го и тренерот Лери Бирд. Интересно, Лери Бирд пред да дојде во Индијана, 5 години беше специјален консултант во Бостон Селтикс. Лери Бирд, трикратниот MVP на NBA, двократен MVP на финалните средби, 12-кратен All-Star, еднашка беше и MVP на All-Star надпреварот 82-та година. Кид во обид за тројка и скок на Джейсон Вилијамс. Тим Хардавеј е со топката. Тим Хардавеј. Ова е негова прва загубена топка, сепак не.
Райс. Смитс. Не успеа да погоди преку искружениот Дейвид Робинсон. Ричмонд повторно лансира тројка, овој пат не успеа да погоди. Нов скок на Джейсон Вилијамс. Хардавеј, дали ќе има Цепелин? Не дозволува Еди Џонс. Робинсон. Ричмонд остана таму во нападот и тој непрецизен и Еди Џонс се обиде од одбојка. И да видиме сега дали Тим Хардавеј ќе ја смири ситуацијата, бие за тројка. Џонс. Кид против Милер. Додавање до Ричмонд. Уште еднаш и овој пат прецизен. Мич Ричмонд. За Ричмонд ова е, ако не се лажам, 8 или веќе 9 поен. Сепак тоа не беше тројка. Значи 8 поени за Мич Ричмонд. Најпрецизен од овие кошаркари што се на теренот во западната конференција. Реджи Милер во негов стил од далечина. Да видиме што вели семафорот. 40-31. Бейкер. Поенина Вим Бейкер. Убаво го изведе ова. Воопшто не му е проблем дали ќе шутира од левата или од десната страна. Джейсон Вилијамс не дојде до оваа топка. Атрактивно сега Джейсон Кид. Да видиме дали ќе има Цепелин. Страшно изведен Цепелин и небесен скок на Еди Џонс. Прекрасно додавање на Джейсон Кид. Белам еден од најомилените меѓу играчите овде, а причината е едноставна. Джейсон Кид едноставно сите покрај себе ги прави подобри со својата игра. Да видиме уште еднаш. Погледнете каков скок Еди Џонс. И еве го првиот тайм-аут во втората четвртина. Во продолжение и натаму атрактивна игра од двајцата и ми се чини дека победникот од нив двајца ќе дојде и до MVP трофејот. Ентоан Вокер за прв пат на овој надпревар во игра со број 8. Членот на Бостон Селтикс, Реджи Милер, уште еднаш прецизен за тројка. 42-35. Кид против Стив Смит. Како куршум ја изфрли оваа топка, меѓутоа никој не ја дофати. Вокер. Райс. Задосни Еди Џонс. Райс лансира тројка прецизно. Многу тројки во оваа втора четвртина. 45-35. 7,5 минути до крајот на првото полувреме. Еди Џонс е со топката. Бейкер силовито кон кошот. Реджи Милер. Смитс. Уште еднаш Глен Райс. Еди Џонс има одлична игра во одбраната, еве украдена топка. Еди Џонс во негов елемент и погледнете. Еден од највозбудливите играчи во западната конференција, Еди Џонс. Негова најсилна страна по неговите зборови е играта во одбрана и украдените топки. Смитс. Повторно Еди Џонс се обиде да освои топка и еве казната доаѓа преку Глен Райс. Неуспешниот обид на Еди Џонс заврши со тројка за Глен Райс. Бейкер, офанзивен скок. Ричмонд. Непрецизен. Сега Робинсон, офанзивен скок. Ричмонд е под кошот и штета не успеа да погоди. Прекрасно беше проиграно од Джейсон Кид. Стив Смит, Ентоан Вокер. Смит се под кошот. Успеа да се извлече Райс, уште еднаш и уште една тројка Глен Райс. 11 и негов поен од 3 обиди, 3 пати прецизен во ударите за тројка. Лани не се, простете, вчера не се докажа баш на турнирот во шутирање на тројки, испадна уште во првата рунда. И сега под кошот на источната конференција има лична грешка. Еве го и вториот тайм-аут на поени за Хардавеј и Хил, 7 за Онил, 5 за Реджи Милер и 4 за Еди Џонс. Глен Райс од 3 обиди за тројка, 3 пати прецизен. А надпреварот продолжува со
слободни фрлања за Дейвид Робинсон. Забележавте 5 тројки на тимот на источната конференција од 7 обиди. За сега тимот од западот не успеа да погоди ниту една тројка. 23 поени во просек на Дейвид Робинсон оваа сезона. Вокер против Тим Данкан. Забележувате дебитантот Данкан во игра. Смит. Скок на Тим Данкан. Данкан е 41-ви играч во историјата на NBA што ќе игра на All-Star како дебитант. Реджи Милер не успеа да ја дофати оваа топка, останува тимот на западот во напад. Извореден тандем на центри има Грег Попович, тренерот Грег Попович во Сан Антонио. Погледнете Дейвид Робинсон во тандем со Тим Данкан и обајцата може да играат и крило, крилен центар и центар. Безбројни се можностите кои што Попович ги има со овие двајца кошаркари. Сега лична грешка на Джейсон Кид. Фаулиран беше Глен Райс. Ова ќе биде топка одстрана. Вокер. Вокер ги бара своите први поени и еве ги. Ентоан Вокер. Годинава го постави својот личен рекорд по број на поени на една средба против Нью Джерси. Стигна до 49 коша Ентоан Вокер. Први поени на средбата и за Тим Данкан. Глен Райс, еве го неговото прво промашување за тројка. Сега Ник Ван Ексел, очекуваме далеку побрза игра со него. Страшно атрактивниот Ник Ван Ексел. Во својот прв обид не успеа да погоди. Милер, убаво додавање на Ентоан Вокер и не му беше тешко на Реджи Милер да поентира и да дојде до својот 7-ми поен. Сега слично додавање на спротивната страна од Ник Ван Ексел, а да видиме уште еднаш како Ентоан Вокер духовито, убаво му ја дофрли оваа топка на Реджи Милер. 55-45 е резултатот на 4 минути и 20 секунди до крајот на првото полувреме. Дейвид Робинсон на линијата за слободни фрлања. За Дейвид Робинсон ова беше 7-ми поен. И сега тројна замена во тимот на источната конференција. Глен Райс, Рик Смитс и Тим Хардавеј се повлечени од игра, односно Реджи Милер, простете. Во петорката на истокот се врати Майкл Џордан, се врати Грент Хил. Смит, многу повисок од Ник Ван Ексел, дури двајца кошаркари дојдоа на помош и не успева Вокер да поентира. Сега Джейсон Кид. Кид не успева да го проигра Тим Данкан. Тука попречи Майкл Џордан и нов напад за истокот. 8 поени предност за тимот на Майкл Џордан. Ентоан Вокер во улога на плеймейкер против Тим Данкан. Џордан против Мич Ричмонд. Еве го Шон Кемп против Дейвид Робинсон. Робинсон поуспешен во овој дуел. Ник Ван Ексел бие за тројка, непрецизен. За Ник Ван Ексел ова е прв настап на All-Star надпревар. Кемп до Грент Хил. Џордан има отворен пат кон кошот и прецизен е Майкл Џордан. 11 кош на кралот на кошарката Данкан против Вокер. Данкан, убав потек и се обиде тамо да помогне при овој обид на Тим Данкан Дейвид Робинсон, меѓутоа беше фаулиран. Повторно ќе оди на линијата за слободни фрлања Дейвид Робинсон. За Дейвид Робинсон 8-ми All-Star надпревар во неговата 9-та NBA сезона. Дейвид Робинсон до овој момент стрелец на 8 поени. 2 загубени топки, 2 украдени топки, 4 скока вкупно, од нив 1 офанзивен. Без промашување од поле, забележавте од 2 обида, 2 пати прецизен.
10 кош на Дейвид Робинсон, резултатот 57-48. Грент Хил сега ја превзема плеймейкерската позиција. Забележувате, ниту еден кошаркар понизок од 2 метра во тимот на истокот. Грент Хил 205 сантиметри, Вокер 203 сантиметри, Смит кој што бие за тројка е 205, одува тројка, и Шон Кемп 208 сантиметри. Джордан е единствениот под 2 метра, простете, Джордан има 198 сантиметри. Но прецизен обид на Стив Смит. 62-49 резултатот. Нова загубена топка, да видиме Джордан не успеа да ја дофати оваа повратна топка Стив Смит, и Ник Ван Ексел упорен да ги постигне своите први поени. Најпосле доаѓа до нив 51 кош за западната конференција. Джордан против Коби Брајант. Празник за очи, нивниот меѓусебен дуел, дојде на помош и Робинсон, меѓутоа нема одбрана. Майкл Джордан, насмевка на неговото лице. Се уште не дошло времето кога Коби Брајант ќе може да го замени или пак надигра Майкл Джордан. Еве сега тој е во обид, непрецизен. Данкан, офанзивен скок, уште еднаш Данкан. Грент Хил или Коби Брајант, Брајант е побрз. Загубена топка. Вокер, Хил, Смит за тројка. Има тројка. Смит осми негов кош. Ван Ексел. Штета, не успеа да погоди. И сега Джордан. Джордан преку цел терен. Обид за кражба на Ник Ван Ексел. Не му се одзима така лесно топка на Майкл Джордан. Вокер. Смит. Джордан под кошот. Додавање до Кемп. Кемп е изблокиран од Дейвид Робинсон. Брајант. Прекрасно и сепак има поени, меѓутоа ќе беше далеку поатрактивно доколку Тим Данкан го завршеше овој соло пробив, ова атракција на Коби Брајант со забивање. 67-53. Джордан уште еднаш. Едно од ретките промашувања. Стив Смит за момент украде. Брајант. Гери Пейтон. Надвор кон Ник Ван Ексел. Обид за тројка. Ван Ексел прецизен. Ќе има многу кошеви на оваа средба. Моментниот резултат е 67-56. 11 поени предност за источниот тим. Се играат последните 25 секунди од првото полувреме. Вокер не успева да погоди. Брајант. Ван Ексел. И еве го крајот на првото полувреме. Резултатот е 67-56, 11 поени предност за исто. Одвива до крајот на првото полувреме играта, дали само ќе биде уфрлена топката во теренот за да заврши првото полувреме. Сепак еве исправка, гледате на семафорот стојат уште 17 секунди. Иако се слушна сирената, што означи крај на првото полувреме, повторно има проблеми значи со семафорот и тука не е се идеално. И овој што покажува колку време има до крајот на нападот и оној другиот официјалниот горе што означува време до крајот на четвртината и полувремето покажа нули. Во секој случај напад за западот. Гери Пейтон е со топката. Шекил Онил не успеа да ја дофати таа топка. Пейтон и Коби Брајант атрактивно на една секунда до крајот на првото полувреме. 58 кош за западот, а источната конференција останува на 67. Убава, интересна, атрактивна игра на двата тима и 9 поени предност за источната конференција по 24 минути игра.
игра на теренот во Медисон Сквер Гарден во очекување на второто полувреме од надпреварот меѓу Источната и Западната конференција. 48-ми All-Star надпревар. Истокот води со 67-58. 9 поени предност за Источната конференција, остварени во една навистина атрактивна, убава игра. Во надпревар во кој што уште еднаш ќе кажам, барем мој впечаток е дека доминира дуелот меѓу Майкл Џордан и Коби Брајант. Првиот напад во второто полувреме за Западната конференција. Шекил Онил беше под кошот, не успеа да погоди покрај Дикембе Мутомбо и Пени Хардавеј сега го предводи нападот на Истокот. Пени Хардавеј, Майкл Џордан, скок на Шекил Онил. Брајант под кошот Мелоун, Брајант не успеа да го види, да му додаде и сега грешка на Гери Пейтон. Пени Хардавеј, еден извореден кошаркар Пени Хардавеј. Ова беа поени на Грент Хил. Хардавеј со комбинација на височина, шутерско чувство и вештина на водењето на топката. Комбинација која од него прави еден од најквалитетните играчи во лигата, а неговите човечки квалитети го чинат безмалку најомилениот во NBA. Џордан против Мелоун. Мелоун ја прифати топката и сега Гарнет до Гери Пейтон. Гарнет по левата страна. Да видиме, Гарнет со скок шут на назад и изборедни поени. Кевин Гарнет, за него велат дека е бек, фатен во тело на центар. Изворедна подвижност и координација за неговите 211 сантиметри. И Мутомбо сега со забивање. 71 поен за Истокот и повторно 9 кошеви предност за Источната конференција. Шекил против Стив Смит. Шекил со скок на назад. Тој не успеа. Кемп ја прифати топката и сега Грент Хил. Хил навлез. Топка за Источната конференција. Грент Хил со еден неверојатно брз прв чекор. Се што прави, го прави како да е најприродно и како најлогично решение во дадениот момент. Мелоун атрактивно, без гледање, сега Кемп и сега да видиме Гарнет. Гарнет, какво забивање. 71-64. Пени Хардавеј со топката. Кемп покрај Пейтон. Кемп се заглави таму, се судри во Шекил Онил. Дикембе Мутомбо повтор пат забива. За Мутомбо ова е 6-ти поен. Има уште и 6 скокови, од нив еден офанзивен. Пейтон. Топка за Коби Брајант по подолго време. Еве го сам 1-1 против Џордан. Брајант има прекрасна техника на водење на топка, одличен скок. Мала деконцентрација при шутот, очигледно дека има голема желба да постигнува поени покрај Џордан, да покаже дека може, дека знае. Хардавеј. Џордан. Хардавеј за тројка. Непрецизен Мутомбо покрај Шекил Онил. Кевин Гарнет. Нема двојно водена топка и Пейтон сега. Хардавеј убав обид да украде. Гарнет не успеа покрај Мутомбо. Хардавеј. Џордан. Мелоун е повторно до него. Не се минува така лесно покрај Мелоун. Хардавеј. И да видиме Грент Хил, стигнува Шекил на него. Хил е многу побрз од Шекил. И да видиме сега Дикембе Мутомбо, второто полувреме го започнува расположен. Шекил. Шекил, погледнете каков судир меѓу Дикембе Мутомбо и Шекил Онил. Едноставно со сила не му даде да ја забие топката во обрачот. Дикембе Мутомбо
легна целиот врз него и Шекил Онил ќе оди на линијата за слободни фрлања. Еве во забавена снимка да видиме уште еднаш. Прво беше излетан, а потоа погледнете каков старт на Мутомбо. Шекил Онил, едно погодено слободно фрлање од 3 обида, односно и 3 промашени. Пак е тука некаде околу 50%. 10 поени предно за источната конференција и измина повеќе од 4 минути игра во второто полувреме. Джордан. Гарнет ја припати оваа топка пред Шекил Онил и Мутомбо. Пейтон и Джордан краде. Хардавеј нормално нема да оди на забивање, се уште ја чува левата нога, одскочната нога. Карл Мелоун преку Шон Кемп. 67 поен за Западот, 10 поени повеќе за тимот на Майкл Джордан со топката. Сега Грент Хил. Хил во обид за тројка. Прецизен е Грент Хил. 11 негов кош. 3 асистенции, 2 скока. Учинокот на Грент Хил до сега. Брајан. И натаму Брајан. Шекил Онил лесно мина покрај Мутомбо и погледнете што се мора да издржи оваа конструкција. Шекил Онил. Кеп. Под кошот, надвор кон Джордан. Топка за Мутомбо. И сега дали беше ова лична грешка или само аут, во секој случај тајм аут за тимот на источната конференција. И 2 скока, 3 украдени топки. За сега MVP бројки зад неговото име. Коби Брајан 10 поени, 1 асистенција и 6 скока, од нив 2 офанзивни. Дикембе Мутомбо оди на линијата за слободни фрлања. За Дикембе Мутомбо, пети настап на All-Star над преварите. 2 пати беше дефанзивец на годината, 95-та и 97-та. Инаку прв играч во историјата на NBA што 3 години поред ги предводел најдобрите блокери во лигата. Коби Брајант немаше тука предизвик од Майкл Джордан, беше доволно далеку од него за да упати удар, меѓутоа повторно е непрецизен. Кемп, прекрасно движење покрај Кевин Гарнет, малку школа за младиот Гарнет. 69 поен за Западот, односно простете за источната конференција 83. Мелоун. Прецизен е Карл Мелоун. Нова испорака на поштарот од Солт Лейк Сити. Само 4 поен за него. И сега Грент Хил. Джордан уште еднаш краде. На брзина требаше да биде проигран Коби Брајант, меѓутоа Джордан во секој случај внимава каде е топката. Джордан. Да видиме, ќе дојде ли помош од Кевин Гарнет? Не. Има игра 1 на 1 и Шекил Онил. Во секој случај што важи кошот, овој потек на Шекил Онил заслужи аплаузи, исто како и претходно дриблингот на Майкл Джордан. Погледнете како само го остави зад себе Коби Брајант и еве го овој небесен скок на Шекил Онил. На оваа забавена снимка убаво се виде дека топката имаше слегнувачка линија, следнувачка патека. Коби уште еднаш, еве сега тројка Коби Брајант, неколку промашувања поред, сега 13 кош за него. Коби Брајант. Шон Кемп. Страшно атрактивна и оваа трета четвртина. Тоа беше додавање претходно на Тим Хардавеј. Гарнет нема тројка. Кемп. Тим Хардавеј. Мутомбо бара топка под кошот. И по трет пат ја забива во обрачот, овој пат со малку повеќе мака. Брајан прекрасен дриблинг. Назад кон Шекил. Шекил со скок шут од линијата за слободни фрлања, како на тренинг. Хил. Тим Хардавеј. Брајант е најбрз. Брајант. Прекрасен потек. Каков потек на Коби Брајант.
И публиката на нозе. Неверојатен талент, навистина располага со се што е потребно да стане фантастичен кошаркар Коби Брајант. Уште една освоена топка. Пейтон против Мутомбо, не. Мутомбо воопшто и не го чува кошот, поени за Гери Пейтон. Да видиме, го запоставивме малку резултатот, 91-78. 13 поени предност за Истокот, Тим Хардавеј многу лесно сега стигна до кошот. За Тим Хардавеј, 8 кош. Брајант, уште еден обид за тројка и уште еднаш прецизен. Сега серија на атрактивни потези и поени на Коби Брајант. Грент Хил со главата до обрачот. Просто не може да се искоментира се ова што се случува во третата четвртина. Поени на сите страни, атрактивни потези. Джордан, сега не му е редот. Джордан навлез. Джордан со задршка и тука е Дикембе Мутомбо. За Мутомбо 11 поен. Купно 10 минути игра, 7 скокови, односно 8 скокови, од нив 2 офанзивни. Пейтон, Мелоун, Гарнет против Хил. Повратна топка, Мелоун. Мелоун, прекрасно додавање, Шекил со полухорок, целиот преку Дикембе Мутомбо, 12 кош на Шекил Онил. Не стигна ова додавање до Тим Хардавеј, имаме нов тайм-аут. Сега би било убаво да видиме во забавена снимка што се случуваше при оној дриблинг на Коби Брајант. Еве да видиме уште еднаш. Погледнете како потек. Додека свати Дикембе Мутомбо што значеше овој дриблинг, веќе пат на кош. Да беше некој побрз играч во одбраната, дефинитивно ќе наседнеше на овој дриблинг. Еве, погледнете. Аплаузи и од Меджик Џонсон. Би рекле, овој потек дефинитивно наликуваше на него. Тројката на Коби Брајант и тайм-аут за источната конференција. Нью-Йорк Сити, ова е Менхетен, една од општините на Нью-Йорк Сити. Го гледаме резултатот 97-80. U svakom slučaju, mislim da se ne treba zavaravati da je ovo veliki sportski događaj, ali ovo je veliki događaj u smislu jedne divne sportske i umetničke priredbe. Vi ste vidjeli na poluvremenu ovaj show sa Broadwaya koji je bio prekrasan, ovaj ambijent koji vlada ovdje, 18.000 ili 20.000 gledalaca koji uživaju u igri, ne traže ni pobedu, ne traže ni poraz, nego traže lepe poteze i lepe akcije. Играчите сето тоа и им го пружаат на теренот. Гледаме на вистина атрактивна кошарка. Во секој случај од овој настан, од NBA All-Star викендот, многу нешто може и да се научи, да се примени, се во интерес на кошарката и популярноста на кошарката и во Европа. Definitivno. Definitivno može mnogo da se nauči, može mnogo da se vidi. Mogu možda neke stvari i da se ne prime koje ne odgovaraju našem ambijentu i našem načinu života, ali u svakom slučaju ovo je primjer za ugled. Mi smo počeli sada u Europi sa isto tako nekom vrstom All-Star game-a na kraju godine. Ove godine smo imali tek drugi pokušaj, to je još daleko od ovoga, ali možda ćemo jednog dana i mi stići do ovakve priredbe i do ovakvog događaja. Минатата година, кога присуствував на All-Star викендот во Кливленд, имав можност, имав чест да земам интервју од господинот Дейвид Штерн, запрашан како ги оценува односите меѓу FIBA и NBA. До сега Дейвид Штерн беше експлицитен, кажувајќи дека се работи за идеални односи. Како вие би ги оценили односите? Pa ja bih isto tako ocenio zato što smo razgraničili. Zna se šta kome pripada, zna se šta je za šta ko odgovoran. Oni prihvataju i priznaju na neki način autoritet FIBE. Mi priznajemo njihovu autonomiju, radimo zajedno. Mislim, otkad su počele ekipe sastavljene od igrača NBA da učestvuju na našim priredbama kao što su olimpijske igre u Barceloni pa posle i dalje, popularnost košarke u čitavom svetu je naglo porasla i ako pravimo neku graduatoriju sportova
olimpijskih u celom svetu, košarka sigurno zauzima jedno od prvih mjesta. Во секој случај користа е обострана. ФИБА, односно кошарката надвор од Соединетите Американски држави, доби енормно, огромно на популарноста, меѓутоа од друга страна и NBA со својата популарност низ целиот свет умее да профитира. Apsolutno, i mislim da je to i cilj i naš i njihov. To je NBA nije sportska organizacija, to je komercijalna organizacija, možemo tako da kažemo, i njihov je glavni cilj da unovče što je moguće više znanje svojih igrača i da stvore uslove za te igrače što je moguće bolje i veće. Mi smo čisto sportska organizacija i naš je interes da se košarka širi i napreduje u čitavom svetu. Jedno sa drugim ide ako se ljudi razumeju i ako žele napredak. Годинава еве гледаме и европеец на NBA All-Star надпреварот, Рик Смитс, еве го во игра. Може ли еве да дадеме една оценка колку далеку квалитативно е европската кошарка од ова што ја гледаме овде? To je vrlo teško reći. Mislim, u svakom slučaju je daleko. I koliko je daleko, to je teško reći, jer mislim ovi susreti i utakmice koje imamo na olimpijadama i na svjetskim prvenstvima nisu prava merila. Osim toga, tu uvijek se susrećemo sa najboljim njihovim igračima. Ipak u NBA ima negdje oko 300-350 igrača, pa trebalo bi da vidimo malo na širem planu kako stoji situacija, ali u svakom slučaju mi još možemo posebno u tehničkom pogledu jako mnogo da naučimo igrača NBA. Во FIBA веќе известно време се задржува онаа мисла, онаа идеја за организација на една европска лига по, би рекле, примерот на NBA. Колку е далеку остварувањето на таа идеја во пракса? I to je isto, situacija je takva da mi moramo da se prilagodimo uslovima i načinu života i navikama u Europi. Jedna zatvorena NBA liga u Europi nije prošla, ta ideja nije prihvaćena ni od nacionalnih federacija, ni od liga, pa čak ni od većine klubova. Tako da smo morali da nađemo neko srednje rješenje, da se klubovi kvalifikuju preko nacionalnih prvenstava, a to je onda već sasvim nešto drugo. Sada smo u fazi, kao što znate, da igramo ligu, a sad uskoro ćemo centralizovati televizijska prava i marketinška prava, na taj način ćemo valjda stvoriti ekonomske uslove da ta liga uspe i dalje. Господине Станковиќ, ми беше голбосто шут на западната конференција и тоа е, би рекол, главната причина што Истокот има 10 поени предност, шутира со 56%. Слободни фрлања, далеку повеќе изведе Западот, 18, само 3 промаши, Источната од 9 обиди 7 пати прецизни. Стив Смит ја води топката, преку Коби Брајант влегуваме на теренот и останува Источната конференција во напад. Да ги видиме петорките на стартот на овие последни 12 минути. Глен Рајс, Рик Смитс, кој што упати удар непрецизен, Джейсон Вилијамс, Реджи Милер. А за западната конференција тука е Еди Джонс, Мич Ричмонд, Ник Ван Ексел, Дейвид Робинсон и Вин Бейкер. Ричмонд. Топка за Еди Джонс, тука од аголот, му се врати назад топката, Джонс атрактивно. Убави поени на Еди Джонс, четврти кош за него и 5 скока патем. Тоа е неговиот учинок. Смит. Вилијамс за момент беше сам, задосни со додавањето Стив Смит. Еве го уште еднаш против Ник Ван Ексел. Со скок шут преку Ван Ексел. Разликата меѓу овие два кошаркара е цели 12 сантиметри. Бейкер со скок наназад, непрецизно. Смит. Не му е непозната улогата на плеймейкера, без оглед на неговите 205 сантиметри. Смит на влез, надвор кон Рајс, еве чиста позиција за него и нема тројка. По оние 3 поред прецизни, еве 2 промашувања на Глен Рајс. Смит повторно непрецизен и убав скок, 6 поред на Еди Джонс. Топка за Робинсон, нема одбрана.
Убав контранапад, 15 кош на Дейвид Робинсон, 6 скокови. 103-95 изминаа 2 минути од последната четвртина. Смит. Уште една Смит. Во игра против Ник Ван Ексел, без многу размислување се крева преку него, а овој пат со помош на Джейсон Вилијамс, источната конференција стигнува до 105-тиот поен. Ник Ван Ексел. Како приклучен на струја е, какви само движења има. Навистина е убаво да се гледа. Лейкерси годинава имаат фантастичен тим кој што може далеку да догура. Не достига само искуство, меѓутоа и тоа ќе дојде. 105-95, кажав и самиот, не гледам некоја посебна причина за такви размислувања. Меѓутоа, размислувањата де факто беа такви. Еди Джонс, односно простете Ник Ван Ексел, Еди Джонс, Дейвид Робинсон, Мич Ричмонд и Вин Бейкер останува истата петорка за западната конференција. Стив Смит, Вокер е по десната страна осамен, Реджи Милер. Милер, убаво до Джейсон Вилијамс, прекрасен потек, не успеа да погоди и сега Смит се бори тамо со Дейвид Робинсон и Вин Бейкер, на крајот фаулиран. Рик Смит. Джордан се враќа во игра. Нормално со одобрување на публиката, секогаш е добре дојден на теренот. Инаку Мајкл Джордан по-добро го памти овој терен во Медисон Сквер Гарден, тука пружил некој од своите најдобри игри во кариерата. Инаку негов рекорд во Медисон Сквер Гарден салата е 69 поени. Рик Смит, втор обид од линијата за слободни фрлања, прецизен беше во првиот. 107-95 за Рик Смит, 8 кош, 4 скокови, 2 асистенции, 3 лични играчки. Ричмонд против Вокер. Ричмонд од место веднаш бие и Джейсон Вилијамс уште еднаш покажува како е како дојде до тоа второ место на листата најдобри скокачи во првенството оваа сезона. Смит надвор кон Джордан. Ова е обид за тројка на Мајкл Джордан. 110 кош за истокот. Ричмонд не успева веднаш да врати и ова ќе биде аут за истокот. Еди Джонс доцна се врати на теренот за да го прифати ова додавање од Вин Бейкер. Уште еднаш тројката на Мајкл Джордан и имаше време убаво да се намести. Помалку од 9 минути до крајот на надпреварот. Джордан против Ник Ван Ексел. Реджи Милер. Милер против Кит. Милер има тројка. Сепак само 2 поени. 112-95. Джонс. Бейкер. Надвор кон Ван Ексел. Ван Ексел не успева да погоди. За 3 поени, нов скок на Джейсон Вилијамс. Тоа е негов 10-ти скок. 3 офанзивни. Джордан. Реджи Милер. Отворен пат кон кошот и нормално тројка. Реджи Милер. И уште еднаш поглед кон Спајки Ли, кој што седи тука веднаш до теренот. Буквално на теренот. Ја забележавме во полувремето и Мадона. Во првиот ред покрај Джек Николсон. Тука е и Дени Девито. Навистина една плејада големи актери, пеачи, луѓе од културата на Соединетите Американски држави, од уметничкиот живот. Джейсон Кит ќе уфрли топката во игра до Вин Бейкер. Против Джейсон Вилијамс. Изворено снажен Джейсон Вилијамс. Има безпрекорен физикус. Ван Ексел, нов обид за тројка, повторно непрецизен и на крајот Ентоан Вокер ја прифати оваа топка. Вокер ќе оди сам, Вокер до крај, од табла и Рик Смит не успева да поправи. Данкан, да видиме, ситуација 2-1. Ван Ексел и не успеа да забие Еди Джонс.
Кошот не важи дали имаше тука лична грешка претходно од Реджи Милер. Ова можеше да биде и сериозно за Еди Джонс. Еве погледнете како му пресече тука Реджи Милер. Имаше судир меѓу нив двајца. Еди Джонс на линијата за слободни фрлања, 6 поени до сега, 7 скокови. И 16 ова би требало да биде кош за Истокот, односно 115-96. Вокер, ново украдена топка на Еди Джонс. Реков веќе, тоа му е карактеристика, специјалност во играта. Бейкер преку Джейсон Вилијамс не успеа. Джордан Кид е до него. Джордан, спин дриблинг, Джордан до крајот и влезе оваа топка затоа што и даде и ефе спин при испрлањето. Како само се одби на кај кошот, неверојатно чувство, единствено чувство на Майкл Джордан. Джонс, нема кош. Бейкер, офанзивен скок, убава блокада на Рик Смитс. Изборено. Реджи Милер не успева да погоди и скок на најнискиот Ник Ван Ексел. Сега Еди Джонс е за тројка. Бейкер, нова банана на Рик Смитс. Джордан, втора над Вин Бейкер. Двајца го бркаат Джордан, Смитс од задгрб. О, како потек! Рик Смитс 224 сантиметри. Во улога на плеймейкер, на бек. Еве токму затоа оваа сезона која што е најдобра во неговата кариера, Рик Смитс го доведе еве ваквата игра до неговиот прв All-Star настап. Да видиме уште еднаш во забавената снимка, погледнете само духовито, убаво решение. И самиот си израдува на забивањето на Джейсон Вилијамс, а ја гледате реакцијата на клупата на Источната конференција. Уште еднаш поените на Джордан, погледнете. Со безпрекорно чувство. – 96 води Истокот. Се забавуваше гледајќи ги познатите личности покрај аут линијата. Ова официјална камера што го послужува големиот екран над семафорот ги следеше токму нивните лица и некои од нив дочекани со аплаузи, други со негодување. Во секој случај навивачите, публиката овде во Медисон Сквер Гарден има што да види. Джейсон Кид. Данкан е со топката. Кид уште еднаш на брзина до Ник Ван Ексел. Топка за Данкан против Рик Смитс. Бейкер со него немаше среќа. Сега украдена топка на Майкл Джордан. Джордан навлез до крај. Майкл Джордан и Ентоан Вокер. Каков потег на Ентоан Вокер. Четврти кош за него. Еди Джонс најде пат да постигне кош од, би рекол, безизлезна ситуација за Джонс, девети кош. Джордан против Кид. Убаво додавање, Реджи Милер. – 125-98 резултатот. Еди Джонс, уште еднаш All-Star потек од вистински All-Star играч. 125-100. Без дилеми, ова ќе биде победа на Источната конференција, иако има уште 4,5 минути до крајот. Овие 25 поени за тимот во кој што игра Майкл Джордан се повеќе од доволни за да се дојде до победата. Джонс не успева да постигне тројка сега, по 4 поени поред од него. И сега Реджи Милер. Да видиме што ќе одиграат сега кошаркарите на Истокот. Ентоан Вокер против Ник Ван Ексел. Вокер. Скок на Тим Данкан. Джонс.
И натаму Джонс презентира вештина во водењето на топката. Ван Ексел прекрасен дриблинг и имаше лична грешка од Реджи Милер пред да дојде оваа рампа од Рик Смитс. Поглед кон Лери Бирд. Многу интересен подадок за Лери Бирд од времето кога настапуваше за Бостон Селтикс, како играч се разбира. Со него во тимот низ целата негова кариера Бостон никогаш немал месец во кој имал повеќе порази од победи. Навистина неверојатен податок. Ник Ван Ексел е на линијата за слободни фрлања. Ван Ексел до овој момент стрелец на 8 поени. Патем имаше уште и 2 скока и 2 асистенции. Грент Хил. Се играат последните 4 минути. Хил на влез. Одлично додавање и Шон Кем. Насила појде, меѓутоа само ја спушти топката во обрачот, воопшто и мрежа недобре. 10 кош за Кем. Гарнет против Вокер. Гарнет, многу проблеми. Данкан и Вокер сега се борат за оваа топка. Гарнет е под кошот и атракција на Кевин Гарнет. 10 кош за него, 127-104. Джордан. Ентоан Вокер. Имаше тука заслуга и на Кевин Гарнет, што не стигна оваа топка до обрачот. Еди Джонс. Не успеа Еди Джонс, меѓутоа Ник Ван Ексел за 106-тиот поен за западната конференција. 21 поен разлика, предно за истокот. Гледате 2,5 минути до крајот. Джордан фаулиран. Майкл Джордан на 30 минути игра, 22 коша, 8 асистенции, 5 скока. Дали е тоа доволно за MVP? Зависи од учинокот на Коби Брајант. Тайм-аут за источната конференција. И има што да види. Вин Бейкер замислен по оние 2 банани што ги добие од Рик Смитс. Еве го учинокот на Коби Брајант и Майкл Джордан. 18 поени, 6 скокови на Коби Брајант, 22 поени, 8 асистенции на Майкл Джордан. На 2 минути и 35 секунди до крајот, Майкл Джордан чинам дека е многу близко до освојување на MVP трофејот. 2 слободни фрлања за него. Од линијата за слободни фрлања, Майкл Джордан 2 обиди, 2 пати прецизен. И уште еднаш. Еве ги неговите поени по четвртини, забележавте, ги затвори очите и стигна до своето прво промашување. Малку атракција со затворени очи. Гарнет. Надвор кон Ван Ексел, уште еднаш Гарнет. Уште еднаш Ван Ексел. Одсвртување, нема кош. И Джордан ја прифати оваа топка. Храбар беше Ник Ван Ексел, се обиде да му ја одземе од рацете. Преоптимиста. Нема тројка на Стив Смит. Джейсон Кид од одбојка. За малку автокош. Еди Джонс. Гарнет. За Кевин Гарнет 12 поен. 128-108 се играат последните 2 минути. Тим Данкан под кошот во дуел со Шон Кем. Двојна замена во тимот на источната конференција. Тим Хардавеј на местото на Майкл Джордан. И Глен Райс на местото на Реджи Милер. Ник Ван Ексел со забивање. Ова беше навистина атрактивно. Најнискиот играч овде. Хил, надвор кон Хардавеј, Тим Хардавеј, Шон Кем. Топка лесна за Данкан и сега Джейсон Кид, Еди Джонс.
Прекрасен влез за Еди Джонс, 13 кош. Райс. Со офанзивен скок Стив Смит. 130 кош за истокот. Джонс. 60 на секунди до крајот. Данкан се обиде за тројка. И сега Тим Хардавеј под кошот, тамо е Шон Кемп. Не се реши да се крене на шут покрај Тим Данкан. Се игра последната минута. Глен Райс постигнува тројка. За Глен Райс ова е трета тројка од пети обид. Вкупно 16 поени. Ван Ексел непрецизен. Офанзивен скок на Еди Джонс преку Глен Райс. 35 секунди до крајот. Джонс нема тројка. И единственото прашање што за сега останува отворено е кој ќе дојде до MVP трофејот. Майкл Џордан, само да подсетам, веќе има еден MVP трофеј во својата кариера. Стив Смит со забивање 135 спрема 112 за Майкл Џордан. Реков, доколку дојде до MVP трофејот, тоа ќе биде втор во неговата кариера. 6 секунди до крајот и Грент Хил воопшто нема да појде кон противничкиот кош. Тим Хардавеј ќе се обиде од центар и да видиме. Хардавеј нема кош. И конечниот резултат 135 спрема 114. Победа на источната конференција. Сега го очекуваме прогласувањето на најдобриот играч на надпреварот. Ке се подготви теренот за доделувањето на трофејот. По обичај тоа го прави комесарот на NBA лигата Девид Штерн, а веќе пристигнуваат честитки, ако забележав добро, до Майкл Џордан. Майкл Џордан кој што ќе дојде до својот втор MVP трофеј. Реков на самиот почеток во унилатералот дека ова е можеби неговиот последен All-Star настап. Нормално незадоволен од одлуката на управата на Чикаго Булс, кој што сакаат да го променат и тренерот. Многу проблеми направија и со Скоти Пипен во продолжувањето на неговиот договор. На крајот и него продолжија и Скоти Пипен му истекува договорот на крајот од оваа сезона. Впрочем, во тимот на Чикаго ќе останат само 4 кошаркари со валиден важички договор на крајот од годинашното првенство. А Джери Краус и Джери Рейнсдорф, оние кои би си и телевизијата Ахмед Рашад, а тамо е и комесарот на NBA лигата Девид Штерн. Неверојатни достигнувања во неговата кариера, бројки кои што ќе останат за секогаш. Майкл Џордан, без друго, еден од меѓу најголемите кошаркари во светот, а за многумина и најголемиот што воопшто играл кошарка.